И во новиот буџет за 2026 година тежок 6,73 милиарди евра, најголем дел од средствата се наменети за тековни расходи. Многу мал дел или околу 10% се слободни средства кои може да се користат за развој на економијата. Вака дел од економските експерти го оценуваат предлог буџетот за следната година кој вчера помина на владина седница. Универзитетскиот професор Борче Треновски како позитивно го оценува ограничувањето на буџетскиот дефицит кој е проектиран на 3,5% од БДП и е приближно ист со капиталните инвестиции. За да имаме стабилен и силен буџет, вели, потребни се суштински реформи и на приходната и на расходната страна. Едната опција е вие да ги направите помали расходите, односно не мора помали, да имате подобри резултати со истите расходи. Значи, ме интересира да ги погледнеме политиките во буџетот, кои се наменети да видиме дали е подобрена ефикасноста на користење на расходите. Втората работа е на страната на приходите. Имаме скромно зголемување на приходите. Некоја пресметка моја е дека се околу 3-4% ќе имаме зголемување. Се уште имаме значен процент на неформална економија од нашата економија. Тоа е некаде од 27 до 30%. Проценките се дека некаде над 400 милиона, 2/3 од ДДВ-то не се собира. Дека околу 100 милиони од даноците на имот не се собираат. Дека имаме голем друг пенали, загуби, значи имаме голем дел од приходната страна која може силно да се зајака. Иако се планира одржливо ниво на јавен долг, државата следната 2026 ќе се задолжи со нова еврообврзница од 950 милиони евра и комбинирано задолжување на домашниот и странскиот пазар од уште околу 700 милиони евра за враќање на стари обврски. Според професорот Треновски, за да се остварат целите на владата за финансиска консолидација, потребни се, вели, остри резови. Фискална одржливост не значи дека вие не можете да давате плати и пензии во економијата. Тоа значи дека ќе мора да правите остри резови и да ги менувате вашите политики за да се стабилизират. Вие гледате дека се задолжуваме 950 милиони евра, се најави обврзница, се најави на домашниот пазар 600-700 милиони евра задолжуваме. Ние доаѓаме до една ситуација кога веќе стигнуваме до горната граница. Над 55% до 60% е границата кога влегуваме на задолжување заради раздолжување. Значи ние влегуваме во ситуација кога ова задолжување ни влијае на креирањето на другите политики. Така да консолидацијата едно е во дефицитот, меѓутоа ние мораме да направиме поголеми структурни прилагодувања внатре за да ја постигнеме таа фискална одржливост. Според предлог буџетот за 2026 година владата очекува економски раст од 3,8% со инфлација од 2,5%. Во проекциите средствата за социјални трансфери споредбено со годинава се зголемуваат за 6,7%. 7% повеќе има и за плати, а речиси 10% повеќе се предвидени за пензии.